Почитуван колега Фадил Зендели, во контекст на изнесеното, неспорно е дека се работи за математики и комбинаторики, само и само да се остане на власт и да продолжи контаминираниот политички амбиент во еден период на тешка економска, финансиска, должничка криза на државата, во период на тешки социјални состојби на населението, во период на изразена корупција и во период кога голем дел од младината својот напредок го бара надвор од својата родна земја. Наместо веднаш да се зафатат со решавање на проблемите кои сами ги креираат, а не ги решаваат, тие си играат весела математика. Стани еден, седни друг. Како најважни приоритети на патот на нашата земја кон Европската Унија се очекуваат конкретни резултати. Одамна требаше да започнат да се занимаваат со реформи во судството, борба против криминалот и корупцијата, но секако не им оди во прилог последниот извештај на Транспаренти, каде што сме една од најкорумпираните држави во светот. Република Македонија тоне. Со ваква пракса никогаш нема да влеземе во Европската Унија, затоа што таму законите се почитуваат. Не се оди во Европската Унија со погубни економски политики на власта, со криминалот и корупцијата кои ги продуцираат сами. Граѓаните масовно ни ја напуштаат државата, а животот кој го ветуваа, како и проектите на последните парламентарни избори, се само една голема лага. Никој повеќе не им верува, бидејќи нити знаат, ниту умеат да направат нешто за доброто на граѓаните. Додека граѓаните живеат се потешко и не знаат како да го поминат месецот, власта секојдневно се богати на грбот на секој граѓанин. Затоа граѓаните одамна не им веруваат на лажните ветувања. Ви благодарам.